Здраво на сите. Добре дојдовте во вториот модул од оваа обука. Овој модул се вика Практични стратегии за пристапност. Се надевам дека нешто научите од модул 1. За полесно да ви биде да продолжите во модул 2. Оние што го немаат тоа направено, веќе го немаат завршено модул 1, не е проблем, ќе имате можност во текот на оваа недела да си ги завршите задачите кои што се дадени во модул 1, за да ви биде полесно да одите во модул 2. Да не ви дојде прескокнување, така да ова цела недела можете тоа да си го завршите. Ги гледате сите презентацијата? Да. Да, гледаме. Дали ви е доволно големо или да зголема уште малку? Големо е доволно. Фала. Значи, денес разговараме за практични стратегии за пристапност. Она што во претходниот модул што го научивте, што го повторивте, дали ви е јасно што значи пристапноста или дали имате некои нејасноти околу истата? Што ви беше лесно, што ви беше предизвик? Мислам, покрај техничкиот аспект од workspace-от, тоа ќе го занемариме, меѓутоа сега ќе се фокусираме на темата. Дали знаете што е пристапноста, дали ви беа лесни некои задачи или имавте некаков предизвик? Океј, тоа можеме да го ставиме за наредната недела, откако ќе се поминат модул 1, модул 2 детално. Може така? Може. Значи да не се сеќате дека сте на училиште, а меѓутоа пак е за вас, затоа што ако имате нејасноти, мислам добро е да ги разјасниме, за да ви биде јасно и да ви биде полесно кога ќе ги решавате задачите, за да немате забунки. Затоа и можеби ќе ви биде уште полесно веќе во вториот дел, па наредната недела можеме кон тоа да се осврнеме. Значи, овој модул е релевантен од денешен аспект за инклузивноста и пристапноста. Значи, доколку во претходниот модул зборувавме за основите на пристапноста и што таа значи, сега колку е таа релевантна. Ви кажа во претходниот час дека овој проект е за заедно во партнерство со организацијата Салвадор од Португалија, која што е водечки лидер, и организацијата од Шпанија Impulsa Igualdad. Значи, дали инклузивноста што ја видовме во примерите од тие држави е релевантна за нас и дали од денешен аспект ние се уште можеме да разговараме за инклузивност и пристапност. Со тоа што вие како учесници ќе се создадете малку, ќе се здобиете со малку повеќе практични алатки за создавање на пристапен простор, а веќе во модул 3 ќе имате практичен дел каде што сами ќе придонесете за што тоа значи пристапен простор. Сега, како да речем инклузивност и пристапноста, како кај нас тие принципи можат да се дизајнираат од различен контекст, како да се истражат и како да се препознаат за веќе во модул 3 да ви биде вас многу полесно за која треба вие сами да допринесувате во овој дел. Сега тука постојат значи универзални начела. Ова вака сега значи ќе поминиме презентацијата, а веќе во склоп на оваа презентација ќе бидат и самите задачи. Иако овде пише 10 часа, јас и претходниот пат ви кажав, ако се посветите, зависи кој како пишува, од час до 2 во текот на цела недела може да ви одземи, така да нема да ви одземи многу ако се сосредоточите. Меѓутоа, исто така ако секој ден помалку посветите време, исто нема многу да ви одземи. Сега, што се и кои се универзалните начела за дизајн? Кој ги креира нив, зошто ги креира? Како тие да се прилагодат и како тие да се применат во креирањето на пристапноста и кај нас? Како тие, дали се тие апликативни кај нас во нашиот простор и како со нивна помош ние да го креираме
јавниот простор инклузивен, без разлика дали се работи за јавен простор од затворен или од отворен тип, без разлика дали се работи за институција или за плоштад, парк и слично. Колку е тешко да се направи пристапноста. Сега, овде има малце повеќе детали околу универзалните начела, меѓутоа ќе бидат исто тајни во задачите, нема сега да ги читам кои се тие, зошто се. Мислам од кога се и сите слични детали, така да што значат тие дека се рамноправна употреба, флексибилност, рационална употреба, информации, толеранција, помал физички напор, големини простор за пристап и употреба. Значи, сите овие исто така ќе бидат дајни во задача и колку тие кај нас се апликабилни во креирање на нашиот јавен простор за пристапност. Што тие значат? Каков е дизајн се креира, каков е дизајн исто така може да се воведи во образование, во фабрики кои што работат на производство, во јавниот превоз, во дигиталниот свет, каде што исто така во дигиталниот свет влегуваат и сите институции и самиот образовен процес веќе се дигитализира во денешно време, како самата архитектура која што веќе се дизајнира во денешно време, како овие дизајни може каков дизајн може да се применува, тоа значи рамноправно, дали е докрај спроведено, како да се имплементира, што е значењето. Вака сега ви кажувам, ги прескокнувам некој затоа што имате задачи, имате прашање и сега веќе одговорот ќе си го знаете. Што значи на пристапноста во јавниот простор? Еве како на сликата што има музеи, автобуси, значи јавен градски превоз, меѓутоа кај нас повеќе можеби треба да се обрнеме на институциите од кои што и самите лица со попреченост зависат. Не дека не треба, значи музеи, галерии, сите тие работи, меѓутоа кај нас други работи имаат приоритети. Кога едни работи ќе се направат, понатаму ќе ни биде полесно да ги имплементираме и во другите места. Исто така, како да им пристапиме на клиентите. Односно, тука не се работи за клиентите на лицата со попреченост, тука се работи на оние клиенти на самите институции, како ние сега да ги убедиме тие да креираат пристапен простор. Како еве и еден музеј, како една продавница обична да креира пристапност, како училиштето да биде пристапно, затоа што сами сме и кажавме претходно, една рампа само ставање кое што не е под правилен нагол, не го прави не направи на институција пристапна. Сега, што таа представува? Тука за комуникацијата, затоа и кам ова цела презентација ви е дајна во задачите, нема сега да јас да ве читам, туку сами ќе си ја прочитате и ве поттикнувам да истражите во сите овие примери кои што се дадени, значи дали скалите во една институција, дали само една плоштадка ако има ставено, дали е таа пристапна, дали тоа ќе го спречи преминот за лицата со попреченост, значи тука зборуваме за сите лица со попреченост, не зборуваме само за тие што се со инвалидска количка, значи тука зборуваме о секој аспект. И оние кои што се привремено од одредени причини, кои што иако сметаме дека можеби ги знаеле претходно, меѓутоа од одредена попреченост или ситуација, сега се во можност тие бариери да не ги воочат и да му створи, значи да му креира уште поголема аверзија кон пристапноста, односно кон излегувањето од дома, што веќе е краен несакан ефект. Тука значи се носи на поединци кои што користат инвалидска количка, поединци со потешкоти во говорот, како дизајнот на нив е прилагоден. Дали е или не, тоа сами ќе знаеме, тоа сами ќе видите од обуката. Потоа за поединци со потешкоти со слухот, дали нив им е овозможено средината да биде попристапна, дали имаме доволно луѓе, ние имавме еден проект каде што истраживме
со помош на Мартин од кафичот Улавсте. Тоа е еден кафич во Битола кој го води Мартин, кој што е лице со оштетен слух. Имавме еден проект за креирање на, значи да се образоват повеќе лица со на знаковен јазик, затоа што нив му е проблем. Оној факт кој што е запрепастувачки, кој што го научивме од него, е тоа што дека во Македонија постои 35 официјално обучени тумачи на знаковен јазик. А има 6000 официјално 6000 глуви и наглуви лица. Тоа е официјално, меѓутоа неофицијалната бројка е многу поголема и колку нашите простори му овозможуваат, колку му отежнат пристапот на глувите лица затоа што стално зависат од тумач. И како ние нашите средини понатаму да ги креираме да бидат попристапни и за нив. Потоа лицата со визуелна попреченост, што треба ние да обрнеме внимание и што треба да преземиме од пристапен аспект. Исто така тука се поединците со интелектуална попреченост. И тука е многу битно да се напомене затоа што пристапноста не се однесува на лицата со интелектуална попреченост. Се однесува на нив, меѓутоа тука се земаат во предвид нивните семејства, они од кои што тие зависат, затоа што најчесто тие препреки му ја отежнуваат пристапноста на самите семејства, посебно ако се работи за дете во фамилија кој што е во подмината возраст, тоа дете е се потешко да се вади надвор, да се носи по институции сите тие работи. Значи, ова попреченост се однесува на поширокото семејство, не само на самото лице со интелектуална попреченост. Како да се зголеми пристапноста во јавните установи? Ова е многу битен дел, затоа што веќе во модул 3, ова ќе ви биде како одскочна даска и ќе биде полесно таму да ги завршите задачите. Како треба да се почитуваат и како треба да се креира пристапност, како треба да изгледаат шалтерите во една институција, каква сигнализација треба да се одржи, каква внатрешна циркулација треба да има, затоа што знаеме дека лицата, без разлика со која попреченост, некој од нив и самото дишење, при самото движење му е отежнато, така да и циркулацијата, да речеме, од воздухот, од просторот, може да му го отежни. Значи, ако се работи за стари, загушлива институција, треба да земеме во предвид дека тоа за нив е дополнителен терет. Какви треба да бидат тоалетите? Какви треба да бидат, тука веќе се однесува на јавниот превоз? Каква треба да ни биде инфраструктурата и возилата на оние кои што превезуваат лица со попреченост, од сите типови на попреченост? Како треба да изгледа еден јавен превоз? Значи, покрај рампата тука треба да има и приоритетни седишта и аудио седишта, до која станица сме и која е следната дестинација. Тоалетите, јавните тоалети исто така треба да бидат пристапни со одмерена врата, значи тука ќе имате задачи исто така да видите која е оптималната ширина на вратата. Како се издаваат билети? Сега, тука имате работна студија. Треба да ја прочитате, работната студија, и да излечите ваши можни решенија. Како вие би реагирале во таа одредена ситуација? Тука има сега, ова е малце повеќе од информативен карактер, кој што исто така ќе го прочитате, да не ги читам јас овие работи. Исто ви е дајно во задачата да ги прочитате овие, и после ова има исто така задача од ова веќе прочитаното, што сте научили, како кај нас сето ова може да се примени. Кои се клучните аспекти за промовирање на пристапноста во образованието? Како да ги рушиме бариерите? Како ние самите што треба да преземеме? Исто така и овој дел ќе ви помогне, овој дел всушност ќе ни помогне во крајниот дел, во еволуацијата. Како ние од се ова наученото од оваа обука, ние ќе го примениме кај нас за во нашите простори. На крајот ќе си имате еден прашалник. Дали ви е јасно или имате некое прашање? Или можам да преминам во обуката? Имате прашање? Затоа кажав, тоа веќе ова презентација, се ова ќе ви биде даено во одредени задачи, да прочитате задача што мислите, да прочитате задача што мислите.
Дали може само кратко сите да се приклучите еден скриншот да направам да го пуштам на колешката, понатаму може да се продолжи. Ајде, начминкајте се кепачка. Мене камерата не ми работи, не можам да ја пуштам од лаптопот. Добро. Ајде, јас ќе почнам со презентација, па како ќе можете другите, кажете ми кога ќе сте приклучени, да не губиме време, да можам да, кога ќе сте сите приклучени, да можам да направам еден убав скриншот со бе луѓе. Значи да ви споделам. Ева. Дали гледате? Ја гледате ова модулот? Да. Добро. Сега. Линкот кој ќе ви го праќам вас. Често ви излегува вас ова стрим. Значи јас ви го праќам ова, меѓутоа Classroom-от автоматски ви го носи во ова стрим. Значи кога ќе го видите ова, не одите директно на овие прашања. Значи, одите во Classwork и тука ви се поделени по модули. Еве модул 1, еве модул 2, модул 3. Модул 4 ќе биде допрва. Сега, јас и често знам само овај линк да ви го споделам, за да ве донеси директно на модул 1, каде што можете само овај модул да го решавате. И сите овие задачи ви се во модул 1. Не ви е само една задача, не ви се само... Јас сакам да ви олеснам работата. Меѓутоа, ако ви е полесно, да ви ги праќам сите модули, па вие да си одите вака можам и така. Затоа и сега да ви објаснам, значи во оваа стрим не одите, не ги решавате овие задачи, тоа се го следи процесот што досега се случувало. Кога вие ќе одговорите, овде ќе излези нотификација дека вие сте одговорили. Одите, го гледате ова тука Classwork, кај што го означувам. Лево горе. Да. Ето. Да. Кликнувате на Добро. Classwork. Ова е исто и на мобилен. Истото ви излегува стрим, не знам кај вас дали се појавува. Како? Classroom треба да ситнем. Така. Не знам кај вас дали се Ние појавува грешка. people или grades. Ние грешка направивме, значи влеговме така. во мејлот на... Да. Точно, значи тука. Зато викам, ако ви е полесно, јас како вака ќе ви ги праќам. Значи сега не го гледате модул 3, тука е, меѓутоа вас не ви треба, може повеќе да ве збуни. Тие што не го имаат завршено модул 1 ќе го завршат, тие што го имаат завршено ќе се продолжат со модул 2. Значи си одите на клас. Тоа што на секое кликање ви се отвора вас задачата. Тука ова е воведен. Ова не е нешто што треба, доколку одите тука ви ги дава работите. Ова е да речем прва задача. Вове да речем. Првата задача е всушност инклузивна култура. Која ќе кликнете тука, јас пробав да направам да ве однеси во нов таб, меѓутоа не ми го возможува, ќе си View Instruction. Значи, кога ќе кликнете на сите овие, имате View Question, пошто тука ја сум поставила прашање. Тука е инклузивна View Instructions. Тука имате презентации, да беше ви ги презентирам, ќе ги видите тука. Примери за капацитизам, View Instructions. Разбирање на реалноста, View Material. Тука има презентација, само што треба да ја прочитате. Соочување со разликите. View Question. Сега ќе ги одиме, значи, детално сите. Еве во првото, што е инклузивна култура. Кога одиш во View Instructions, те носи новие. Значи, тука има прашање. Разгледајте ја презентацијата и истражете повеќе за реалноста кај нас. Ова е презентацијата, која што ќе кликнете и ве носи во нов таб. Ова е прашањето што јас ве прашувам, што треба вие да го истражите. И на сите што ќе кликнете ве носи веќе наново. Ова ви е задачата што треба да ја следите и сите овие еве презентацијата. И слайда се. Го прочитате ова, добро, прочитано, го исклучувам. Сега прашањето овде. Истражете реалност. Ова значи сите. Може да се одберите боја, може да напишете Марија,
си одговоруваш на сите овие прашања. Дали постои кај нас капацитизам? Капацитизам е објаснето во претходното прашање. И сега, еве овде некој има нешто написано. Дали постои инклузија кај нас? Овде значи може да е анонимно, може и не мора да е, мари може да си одредите друга боја, да се разликуваат за да не се мешат одговорите. Можете значи да одговарате како што вие сакате. Можете овде ентер, звездичка, како ваше одговор. Меѓутоа директно пишувате и не треба нигде ништо да зачувате затоа што ова автоматски се чува. Значи ништо не треба да правите. Толку се овие прашања. Да не можам ова да го исклучим, после ќе го исклучам. Сега, одиме, ова, значи го одговоривме, првото. Што е капацитизам? Претходно беше објаснето. View question. Толку, кликнувате на едно од овие. Толку, автоматски си се зачувува, не треба ништо ни да пишете, ни да додавате. Примери за капацитизам. View instructions. Тука сега, овде, ова малце сакав покреативно да биде. Кога ќе видите вакво, значи, вака, си кликнувате на ова двоен клик, пишувате save. Толку, ви се зачувува. Нас ова не ни се отвори. Покажуваше дека има грешка. Исто и кај мене. Тоа може да е од... можам јас да ви отворам еден Google документ, ако ви е Отворивме ние полесно. го. Тоа го Не, направивме. ова мислам дека треба на понапредни, не знам како е таму, меѓутоа имам running out of time. Значи, ако исклучи, ве молам, приклучете се повторно со истиот линк. Значи, ако ова не ви го отвора, ова е многу добро што ми го кажавте, јас ќе ви отворам нов документ на Google документ, кај што таму исто ќе си одговарате на прашањата. И тоа е тоа, да не комплицираме многу. Е така. Друго, разбирање на реалноста. Како што ова е презентација, ја гледате презентацијата, толку, нема прашање. Ова е да го видите. Ова е многу интересно прашање. Овде се видеа, кој што прво треба да ги видите видеата, овие двете, и да одговорите на овие прашања. Овие видеа се многу добри. Овие видеа, ова значи вистински случаи во Португалија. Организацијата која што ние сме партнери во проектот, го снима и ова видео. Ова е генерално како кампања, меѓутоа се многу поучни, со кои тешкоти се соочуваат лицата со попреченост. Кога ќе ги видите видеата, ќе го отворите прашалникот и тука прашањата ви се поставени. Значи на Google Form, не треба ништо друго. Пишуваш. Јас стигнав до тука и овде не можев да одговорам на прашањата, ми вадеше како да можам да ги едитирам прашањата, а не да одговарам. Тебе, Симоно, ти има додаено веројатно во други. Сега вие не мора да ги едитирате прашањата, значи, тебе ги едитиравте прашањата. Да. Ама не ми даваше воопшто, што минатата недела го пробував, не ми даваше воопшто опција да одговорам. Еве овде. Нас ни даде да отвориме документ. Ние ги одговаравме, ама требаше да направиме како документ. Посебно Значи, ова е грешно, некој ми го има додаен. Ова. Да. Ова ќе ги избришите избришам. сето. Значи, Како еден пише, све избришите наново. не вака. Ова нека стои. Секција, ова прашањето се не, овие прашања. Ова секција се однесува за видео 1. Го видите. Го видите видеото 1. Да. И прашања има. И прашањето. Го видите, се не можам овде. Така. Го видите видеото 2, кампања спроведена на улиците на СИП и ќе одговорите само стрикно на тоа, за тоа видео. Овие прашања, да. Значи, ако директно овде пишувате. На your answer, така ли? Кај да пише? На твојот одговор. Значи, ги пишува. Ова е кампањата за улиците во Лисабон, ова му е, значи го пишува името, видео 1, степ краке, видео 2, кампања во Лисабон. Значи, се си е напишано, наведено. На кој мит одговара следниот случај? Ќе го прочитате. Ние ги одговаравме, ама навистина имавме проблем. Добро. Колешките во исто време таа што пишува, кај другите се јавуваше истиот текст. И значи како Затоа не одговарајте истовремено ако може. Одговарајте една нека заврши, после друга, пошто може да ви, ако одговарате од ист, да речам, компјутер или што е, веројатно ви дава некој една по една.
Може би една по една е подобро да одговарате. Затоа го одговоривме, ама како заедно и не знаевме зошто е тоа така. Добро, И ќе го кај видам мене, да, покасно, исто. да. Исто тука Да, треба да видиме прифаќање, тоа. ова е го следиме. презентација. Го видам и јас после, да, пошто имам уште малку време, значи ова е презентација. Прочитајте презентацијата и толку. А прашањето ќе го одговорите тука. Прашалник за инклузија. И кликате тука си одговарате и толку. И ова е задачата за работната студија. Толку. Значи, ови исто така, и за модул 2. Ова ви е првото стално ви е воведот. Што вие ќе се стекнете? По универзалните принципи. Ова што ви го кажав претходно. Сега тука детално ќе ги прочитате. Во оваа задача е само да ја прочитате презентацијата и овде како ние кај нас ќе ги примениме универзалните принципи и начела. Кликате на нив, пишувате. Ако ви е полесно, вака можам само Google документи, таму директно. Ако може да се работи до верзијата која што имате од Google формуларот. Ме разбират, може и тоа да. Меѓутоа, ако ви е тешко, јас само не еден обичен на секој додавам Google документ, ќе си пишувате и од сите овие дополнителни апликации од Google треба да се даунлодира. За екнување на престапноста. Го прочитате, овде ви пишува. Ве молам, прочитајте презентацијата, одговарате на прашањето, значи ова е презентацијата, овде ви се прашањата. Си читате, си одговарате, можете да се навраќате. Ова е работната студија со кафе инклузиво. Значи јас вие имам напишано и тука, ова е сценариото. Меѓутоа, и во задачата ви е дадена цела оваа студија. Значи, его овде вие, значи кој ќе кликнете и тука треба вие со кои предизвици Марија би можела да се соочи, со кои предизвици се соочуваат и што може да се преземе околу тоа. Значи, затоа викам, значи си кликаш, тука исто така е објаснето, тука е задачата и во за самата задача го имам истото објаснување за да не мора да шетате на секој, го пишете и толку. Градење на инклузивна едница. Го читате ова, одговарате на прашањето во дополнителниот документ. Значи тука се ви имам објаснено. Го прочитате ова како кај нас ќе градиме инклузивната, да речам, иднина. Како кај нас тоа може да биде да го спроведеме. Има евалуација за модул 2. Што научивте вие од овој модул? Када истото е, значи во таа насока се, затоа викам овде се малце подолги, веќе има за правната култура. Правната култура во Македонија е нешто што нас најмногу не засега. Затоа овде ви ги дадов и студијата што ги имавме направено во склоп на самиот проект. На англиски се, ако ви е тешко нешто, пробајте на Google Translate и не мора. Прочитајте го на што е за нас важно. Покнување, меѓутоа е многу битно да си ја знаеме правната култура кај нас, за да знаеме понатаму како ние да делуваме. Значи, ова е наше истражување што го направивме. И исто така, овде има исто една последното вие прашање, овде имате објаснување, прочитајте ги, правната култура кај нас. Овде се сите препораки. Тоа што сметате дека ние треба да го додајме во документот, доколку имате дополнителни линкови, се ставајте тука, затоа што треба и правната култура да ја подобриме, меѓутоа треба и ова обука сакаме да ја направиме уште професионална, за да можеме и понатаму и вие исто така да си ја споделувате на ваши колеги. Има евалуација за модул 1, евалуација за модул 2. Затоа кажав, модул 1 е малку подолг, меѓутоа е вовед, модул 2 е пократок, модул 3 исто така, меѓутоа целта е да се научи. Не е само да се прочита, да се справи. Јас мислам, ги гледав да се по-интерактивни, за да ви биде вас интересно. Да не ви давам само читање и да се заспие. И да се заборави наредниот ден. Значи, кога имаш некоја интеракција, кога ќе имаш нешто да прочиташ, кога ќе имаш нешто прашање да одговориш, побрзо ќе памтиш. Ќе видиш можеби другите што имаат ставено. Слободно, ако ви дојде идеја за дискусија, ќе отворам нов документ. Дискусија, таму може. Ако видат неколку идеи, јас се согласувам, фала многу, ова ми помогна, значи слободно можеме и такво нешто да додајме, доколку имате потреба да се искажете или да отворите дебат. Стојам на располагање, доколку значи се мотивирате или во самиот документ, само сменете бојата на името на реченицата, ќе знаеме и луѓето може да се. Но тоа е и целта, да учиме
помеѓу себе, пошто и ја сега учам. И од вас верувам дека многу ќе научам и ќе ја надополниме опуката. Дали ви е јасно во врска со, значи ова е снимано, јас ќе ви го пратам. За модул 3 нема да ве не го отварајте, можете да го разгледате, меѓутоа не ви советувам затоа што треба да се фокусирате. Модул 1, тој што не го заврши модул 2. Толку, тоа е битно за сега, да не се трупате со непотребни материјали. Сега многу ни е појасно и сега се извинуваме ние за тие грешките што ги Нема направивме. проблем. Често поправиме. Сега сваќаме што е целта и како треба тоа да го направиме. Само се исклучивте. Завршите. Не. Добро. Супер. Зашто беше мутирано, не се слушаше што зборува. Скриншот кој ќе правам ми се, да не ве држам, значи се гледаме наредна недела, Супер. ако имате проблеми, слободно пишете ми. Ви благодариме многу. И вас многу ви благодарам Често што денеска ве работуваме, гледам во да. поголем број. Поздрав. Закувам Поздрав. успешна работа. Поздрав. Фала. Поздрав. Браво.